На стартот на жетвата на пченицата и во екот на жетвата на јачменот, земјоделците наместо род жнеат загуби. Со зголемените трошоци за гориво, за ѓубрива, за семе, заштитни средства и за комбајните кои ги плаќаат и по 100 евро од хектар, несватливо за нив е зошто немаат заштита од државата и откупот на јачменот се одвива по ниски цени од само 9,5 денари за килограм, која со години е иста, иако давачките постојано растат. Од Националната земјоделска мрежа укажуваат дека јачменот за да биде исплатлив за земјоделците треба да биде платен по 15 денари за килограм, а укажуваат и на законските обврски од актуелниот закон, дека Министерството досега требало да изготви производни цени за јачменот и пченицата како основа за откупните цени и за тоа колку ќе има обврска државата да доплати за да ја надополни загубата кај земјоделците во услови на вакво нарушување на пазарните услови, кога откупните цени се далеку под производните цени. Според Закон за земјоделие и рурален развој, Министерството за земјоделие е задолжено да изготви производни цени. До сега, до овој момент, ние ги немаме тие производни цени. За жал, и покрај таа законска обврска што имаше Министерството за земјоделие, значи тие ги немаат презентирано. Врз основ на тие производни цени се дефинираат и заштитни цени кои се 25% над производни цени согласно Законот за стратешки култури. Според наше, значи, видување, производната цена кај јачменот не е подолу од 15 денари, односно нешто поголема и за пшеницата. Побаравме став и од Министерството за земјоделство, во кое се вели дека Министерството работи трудот на земјоделците да биде вреднуван и ниту еден земјоделец да не биде оштетен. Во моментов активно работиме на анализа на пазарните услови и трошоците за производство, за да се утврдат фер и одржливи откупни цени, кои ќе го задржат интересот на земјоделците. Нашата цел е да обезбедиме цени кои реално ќе го одразат вложениот труд на земјоделците. Јавноста и земјоделците ќе бидат благовремено информирани за финалните одлуки во врска со откупните цени. Од Министерството за земјоделство посочуваат дека е предвидена и мерка за финансиска поддршка за складирање на пченица, јачмен и ориз од домашно производство од родот годинава, кој ќе важи за периодот од 15 јуни до 1 септември 2025, а за оризот во период од 15 септември до 25 декември 2025. Годинава, според информациите од терен, јачменот го има на околу 44.000 хектари. Со просечен принос од 3,5 тони, ќе значи дека се очекува реколта од околу 150.000 тони. Домашните потреби за сточарството се околу 80.000 тони, а остатокот најверојатно, како и секоја година, ќе замине за извоз во Грција.